Од денес, големиот хуманитарец Александар Ѓоргиевски животно и се посветува на хуманитарните активности. Зад Ѓоргиевски стојат неколку години поминати во обезбедувањето секако вид помош на различни категории на луѓе. Сепак, што беше клучно за да ја донесе ваквата голема одлука? Да бидам искрен, ја донесов оваа одлука многу мои пријатели, многу мои познаници што долго време живеам со неа, ми го посочија тоа, зошто не отвориш една хуманитарна организација, способен си, народ те бара, значи имаш за себе успешни акции, значи ти веруваат граѓаните, работиш у интерес на нив, зошто не отвориш една хуманитарна организација? Долгиот хуманитарен стаж, брзината на реагирање и големата доверба што ја стекна кај сите, на Александар му даваат основа дека сега ќе има многу повеќе време и ќе биде од поголема корист за сите. Се надевам дека уедина ќе помогнам на многу наши сограѓани, пред се наши сограѓани, но и надвор од градот. Еве сега се спремам за една голема хуманитарна акција во село Ерџелија. Силно сум мотивиран да помогнам на таа фамилија. Она што во овој момент е љубопитно за сите е и прашањето по што ќе се разликува новата од досегашната хумана активност. Во нашиот град се нема формирано некоја посериозна хуманитарна организација која стварно ќе работи во интерес на граѓаните на општина Штип. Големиот план на Ѓоргиевски почнува да се реализира веќе од денес, бидејќи за проектот Нова куќа за семејството од Ерџелија, тој поддршка и голем хуманитарен партнер најде и во градоначалникот на Свети Николе, Сашо Велковски. Општина Свети Николе стои за целиот негов ангажман, секако и ќе помогна со своји средства. Се надевам дека на фамилијата од Ерџелија ќе удостоиме да живеат во нормални услови за живот како што доликува на секој граѓанин на општина Свети Николе. Во однос на прашањето со кого пред се мисли да соработува, Ѓоргиевски вели дека хуманата платформа е најширока, бидејќи таа не познава ниту верна, ниту национална, ниту политичка припадност. Хуманоста е иста како љубовта, нема граници за ништо, вели Ѓоргиевски.